Убедливата победа на СДСМ на локалните избори ќе значи и дополнителна одговорност, сметаат познавачите на политичката состојба. Според нив, во периодот кој што следи, наред ќе дојдат итните реформски приоритети, евроатланските интеграции, но само доколку ВМРО-ДПМН го призна изборниот резултат и доколку не ги бойкотира институциите. Ако опозицијата влезе во бойкот, тоа ќе значи нова политичка криза, сметаат експертите. Прво треба да почекаме да видиме што значи ова непризнавање на резултатите од страна на Никола Груевски. Дали тоа ќе значи дека неговите градоначалници ќе дојдат или нема да дојдат на работа. Дали ќе се појават пратениците од ВМРО-ДПМН во собранието. Така што ќе видиме дали тоа ќе значи некаков вовед во нова политичка криза, меѓутоа секако масовната победа ќе значи и некаква дополнителна одговорност за СДСМ доколку нема веднаш политичка криза. И во таа смисла мислам дека на ред ќе дојдат итните реформски приоритети, евроатланските интеграции и така натаму. Меѓутоа ви велам, тоа доколку се случи ВМРО-ДПМН да не продолжи во активен бойкот на институциите. Ако влезе ВМРО-ДПМН во бойкот, ќе значи нова политичка криза. Големо влијание за ваквиот резултат според аналитичарите имаше однесувањето на ВМРО-ДПМН, партијата која, како што велат, како да не очекуваше дека ќе изгуби во првиот изборен круг и не знаеше да се снајде за да ги собере своите политички сили со цел да излезе посилна во вториот круг. Në të ardhmen, sado që ВМРО-DPMN ka kërkuar zgjedhje të parakoshme, mendoj se edhe ata nuk janë të gatshëm për momentin që të zhvillohen zgjedhje të parakoshme në Maqedoni, por kjo më shumë është përdorur si pankartë politike për të ulur gjakrat brenda ВМРО-DPMN-s, për shkak se tani më varet një krizë e thellë brenda kësaj partije dhe vlerësoj se ВМРО-DPMN nuk do të jetë e gatshme të dalë në zgjedhje të parakoshme pa reformim të rëndësishëm të këtij subjekti politik. Според Исени, по освојувањето и на локалната власт од страна на СДСМ покрај централната, сега е време за исполнување на сите ветувања кои што ги даде оваа политичка партија. Është momenti tani më nga fjalët të kalohet në vepra dhe të gjitha premtimet të mundohen të realizohen, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel të pushtetit qendror. Mendoj se platforma politike e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë tani më nuk mund të gjenden alibi se nuk u realizua për këtë ose ato arsye. Pushtetin si në nivel qendror edhe lokal tani më e posedon, por mendoj se Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë duhet ketë një strategji më të qartë, qoftë në pushtetin lokal, e në veçanti në pushtetin qendror dhe nga fjalët të kalohet në vepra. Јарсовски смета дека партиите кои што повика на предвремени парламентарни избори не се спремни да се соочат уште еднаш со народот, туку дека е само блеф. Покрај ова тој смета дека ќе има притисок за да нема предвремени парламентарни избори од меѓународната заедница, бидејќи предолго е Македонија заглавена во циклус на брзи предвремени парламентарни избори. Не сме врзале некакви 2 години, 3 години да можеме да ги сработиме итните реформски приоритети. Така што мислам дека треба да не следи некаков период во кој нема да има многу брзо избори. Меѓутоа тоа не зависи на крајот на краиштата од нашата желба или од желбите на меѓународната заедница, туку од стабилноста на мнозинството и од општата политичка состојба. Знаете како, мислам дека не е загрозено парламентарното мнозинство во моментот. Мислам дека ЗАЕП напротив може да се окрупнува, така што овие блефови за итни брзи предвремени парламентарни избори не се баш многу реални, баш се блеф, затоа што во моментот само на ЗАЕП му одговараат брзи предвремени парламентарни избори, па така другите партии кои ги бараат реално блефираат. За сила пак според аналитичарите, првата голема грешка која што ја направи беше коалицијата со Движењето Беса, а втората кога изјави дека Али Ахмети и Никола Груевски се виновниците за настаните од 27 април во собранието. Mendoj se këto dy deklarata goditën shumë fort këtë subjekt politik dhe mendoj se në veçanti votuesit shqiptar u votuan në rrethin e parë më tepër zotin Sela, për shkak se ai ndjej si një balansues ndërmjet BDI-s dhe Lëvizjes Besa. Në momentin që zoti Sela bëri koalicion me Lëvizjen Besa, votuesit sikur u hutuan dhe u shokuan nga një veprim i tillë, i papritur, kisha me thënë, për votuesit shqiptar dhe dënimi mendoj se u mori dje nga një veprim i tillë i pamatur i zotit Sela, ndërkohë që vlerësoj se zgjedhjet e parakoshme nuk do të vinë në shprehje përderisa nuk do të krijohet krizë.
ndërkohë që krizën vlerësoj se për momentin është vështirë të krijohet, nëse kemi parasysh bashkëpunimin ndërmjet zotit Cela dhe zotit Kasami dhe nga ana tjetër dobësimin e ВМРО ДПМНЕ. Иницијативата која што ја презедоа тројката европратеници да ги поканат на една заедничка средба надвор од Македонија сите политички лидери на парламентарните партии, според Исени ќе ги постави правците на натамошното делување и функционирање на Македонија.